Добро утро, почитувани слушатели на фреквенцијата 107,4 и сите вие кои не следите преку нашиот видеострим во живо или отпосле на YouTube. Не забравајте да стиснете subscribe на YouTube каналот на Лидер, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски, понеделнички, а обично ние понеделнички сме најрасположени. Сега сме дополнително расположени, Љупчо, затоа што викендов јас имав еден настан со Центарот за истражување и креирање политики во Охрид, каде што... Гледате, почитувани слушатели, у Македонија никој не може од едно работно место да живее. Нема шанси. Значи, мора да има паралелни ангажмани, така и ви се... А се жалат после 60 работни часа. Во ЦРПМ, Центарот за истражување и креирање политики, и на англиски го фати добро. Да. Сега, таму не сретна еден од најинтересните млади интелектуалци. Ова млади е повеќе за мене и за тебе, иако веќе нека друга категорија одиме, така добро. Методија за себе секој нека збори. Методија Ангелковски, Методија Ангелковски, познатиот наш програмер, кој што објавил книга со кратки раскази, точно и вистина, еве ја книгата, таман да ја видат читателите и слушателите, и добив едно прекрасно изненадување со тоа што морав да ветам дека ќе подарам една книга за тебе, каде што пишува посветата е за Љупчо Златев, но вели за приказни за добра ноќ за господинот Симон Златев. Повели Ви благодарам многу и на тебе, но посебно на Методија која е автор на оваа, верувам, прекрасна книга. Инаку ја прочитав до пола вчера враќајќи се од Охрид, ќе ја дочитам вечерва, лесно се чита ми се чини. Меѓутоа еве да видите како еден интелектуалец, независно што прави за дневно живење, интелектуалец, мето е еден од нашите поинтересни интелектуалци. Уште еве стандард одам во на 13-та страна, малерозно отварам и сега видите за какво ниво на интелектуализам станува збор. Сте чулели за кардиналот Ришелје? Шансите дека сте чуле за овој лик се големи. Лошиот кардинал од многупати екранизираниот роман на Александар Дума Трите мускетари. Не знам дали е само во романот или во филмовите, но има една реченица на Ришелје која интригира. Предавството е само прашање на датуми. Гледате, во Македонија за среќа, почитувани слушатели, постојат и луѓе кои читаме, постојат и луѓе кои сме вистински, тоа вистински интелектуалци за себе да го кажеш, не е убаво, но кои сме вистински заинтригирани од убавиот збор, се надоградуваме во нашите животи, пробуваме со нашата скромност да се посветиме и да му помогнеме некако на светов. Има и други примери кои себе си, за разлика од нас, се нарекуваат самите интелектуалци. Ние немаме храброст самите да си ја дадеме тој нели епитет. Тие се малку поразлични. Тие се обидуваат да следат некакви светски трендови кои не постојат. Тие се обидуваат да бидат медиокритети и ивица во најголем дел од случаите немаат завршено факултет. Значи, ние сме малку поразлични. Методија е еден прекрасен господин со кој имам водено многу полемики на социјалните мрежи и често не се согласуваме, но станува збор за редовен слушател на нашата емисија и огромен коректор би рекол, но и извор на теми, на информации, знае да напише, на моменти морам да кажем и лектор, затоа што без разлика што информатичар внимава на квалитетот на македонскиот јазик, за разлика од мене. Да, па и од мене се. Знаеме да се подопуштиме во студио, посебно кога станува збор за вака една жива комуникација, но еве, сметам дека исто така оваа книга треба да добие еден посериозен национален издавач и да го види и да добие една малце поголема промоција, затоа што ќе кажам, на крајот на краиштата ја почнав да ја читам. Земјава се унапредува токму преку едни вакви дебати. Така што Љупчо, еве прекрасен настан имавме во Охрид, ја затворивме и оваа школа, имавме една убава разнородна група. Ние сме меѓу другото доказ дека
која ќе се понуди еден широк спектар на предавачи од сите опции и една разиграна група на учесници, дека сите добиваат на крај. Пази, ако тргнеме сите ние да се затвараме во своето стадо, што сме направиле? Ништо не сме направиле. Така што Баш така, Ивиц. Баш така. Баш така. Но ја еве пред да водам радио, мислев дека радио е за до предскоро мислев дека радио е нешто за комуникација со вселената или она радиостаница што ги имаат полицајци. Радиотелескопи. Но сватив дека подоцна дека всушност тоа медиум било. Нормално мислам на директорот на Заводот за метрологија, Бирото за метрологија, кој кажа дека метрологијата била наука за мерење, верували или не? А доскоро тој верувал дека тоа е навика за времето, односно наука за времето, односно дали ќе врне или ова е не. врвот на клиентелизмот на наметнато дуи. Еве, без разлика, знаеш, ајде да ги отфрлиме оние шовинистички тези што постојат во македонскиот блок, мора да кажеме. Меѓутоа, дали можеш си замислиш некој директор на биро за метрологија поставен, тогаш не ни постоеше бирото, поставен од ПДП да каже вакви работи? Значи Не само што не можеш да замислиш, него е, знаеш. Ивица, ти ја гледаш Клиентелизмот дое до својата зенит, можеме да кажеме со ова. Ти ја гледаш партиско-политичката слика. Јас сега ќе се обидам да ја погледнам малку поголемата слика. До кој дередже сме ние дојдени? Ова е, значи, видете, ова е толку лудо што ниту еден автор на дистописки роман го нема напишано. Значи, сум проверил, сум ги читал Орвел, Хаксли, Замјатин, многу. Дури ја го сметам за дистописки автори Исак Асимов, иако он е и утописки и дистописки. Иде и во едниот и во другиот правец. Ме разбираш, но дистопијата ми е еден, сите филмови сум ги гледал дистописки. Сите оние замисли за иднината во еден така малце поболен правец од денешнината, односно во едно пропагање, на никој не му текнало да се во ниту една представа, ова го нема ни во во глупаците, она позната глупаци, она позната театарска, па добро, таму може да ги има за оние што владеат, но во Yes Prime Minister па може би таму има некој дел, но ова е толку болно, толку трагично за нашето општество. Ние имаме директор на институција кој отворено излегува и вели ја појма немам која институција ми дале да ја водам. Да, замисли како изгледало тоа. Како изгледало тоа? Се разбудил едно утро и му рекле од партија облечи одело, стави кравата и оди ќе бидеш директор. Ја мислам дека Дента прво погрешно отишол на Зечев рид. Кај што се наоѓа на стаја. Да, завод за метрологија, хидрометролошки завод, се извинувам. Таму кога видел ова не е таму, ајде видиме каде. Чекајте. Али слушај се, замисли го, пази се, на Скопскиот универзитет има сигурен сум на машински, на електро, нели, катедри за мерење, кај што ова се работи, Бога пите од кога. На сите факултети овие што се инженерство, така? Дури мислам дека ова го има и на градежен, и на архитектура. Не, сигурно. Плюс го има на чекај се, плюс го има сигурно на Штипски универзитет, на ДУТ. Ја гарантирам дека ние имаме сигурно 50 доктори на науки во оваа област. Ништо чудно и повеќе. Со они од Битолски, од Штипски, од Белоград, што се пензионирани така натаму. Знаеш, сега вака јавно ќе морам да се извинам, затоа што сега употребам еден твој израз што често го потребувам, борби водев, нели? Често знаев да се расправам со мои пријатели, многу блиски, да не речам и семени другари, најблиски, од електро и од машински факултет, кои што сака, условно кажано, катедрите кај нив за мерење, некако да си го усвојат бирото за метрологија, да биде таму сместено, знаеш, по нештото. И сега, мојата аргументација постојано беше, бе, луѓе, не може тоа така, иако сте и вие јавен универзитет и така натаму, тоа треба да биде независно од универзитетот. Нека постојат и ваши лаборатории, меѓутоа нека има и ова. И сега, кога гледам ова, чувствам потреба да им се извинам, затоа што не замисли иде јас сум настапувал со некои
идеалистички, како да ги наречам, гледишта, а во суштина види реалноста која перверзија направи од целава работа. Сега, пази се, на луѓе кои што им е дневна работа, кои што тоа го едноставно страшно. Еве, им се извинувам. Замисли Исто така и на еден мој колега амбасадор и со него не, тој бил на моја страна. Веројатно со него заедно ќе мора да им се извиниме вака на пријателиве. Замисли директоров. Ова е невидено нешто. Селами оди на работа, знаеш, и ги прашува колегите: добро, како ќе биде времето денес? И овие му викаат: бе, знаеш, директоре, ние сепак овде мериме. Не се бавиме со таква работа, знаеш. Провери го Google. Ивица, ова е не, па знаме трагично. Знаме една други вицеви беа таму, нели, која викаат: не, вика, нашите мерни инструменти немаат грешка, бе. Како немаат, тоа е целата работа. Колкава е грешката, нели, да се утврди. Не, види, тие знаеш, баждарења, не знам, калибрација и така натаму. А пази, знаеш што е најтрагичното? Ова ти кажува и кој е односот. Види, ова ти кажува кој е односот на целата оваа влада кон странските директни инвестиции. Ние сега развиваме автомобилска индустрија овде. Значи, кој ќе ти дојде во автомобилска индустрија? Тоа биро има сериозни, значи, пазете, еве сега, например, хомологација на автомобили, на мотори, на се живо. Него види инструментите што ги користат. Скапоцени метали, тестирање, на квалитетна горива, калибрација. Инструментите нивни за производство, кој треба да ги густина, значи калибрација. Еве сега ги гледам основните задачи, нели, на ова институција. Еве, например, хомологацијата, зашто е важна? Сите овие што увезуваат коли од странство, половни, нели, мора, па и нови, мора да поминат, нели, на хомологација. Еве, оделение за верификација на механички мерила, електрични мерила, невидена активност и важна активност има оваа институција и ја води човек, верували или не, настанат во она баш мерење на дуи колку ќе преземе оваа држава. Трагедијата оди до таму што ова најмногу од се нели знаеш ли што е скандал за Ковачевски. Трагедијата значи, е што да се разбереме. Трагедијата е што денеска господинот е се уште на позицијата. Колку е, уште 12 минути еве ќе мериме. Ако во 8:31 тој се уште е директор, не видиш. Прво, ако вие сте премиер, така. Да. Ова е под Министерство за економија, гледам. Ако вие сте премиер и вие сте достоинствен човек, првата минута која ќе го чуете он на лудило, вие му се јавувате на министерот за економија и му велите: разреши го ти него или јас да не ве разрешам двајцата. Да, апсолутно. Значи, генерално така изгледа една дебата и полемика во владата поврзана со ова прашање. Еве, Слободан вели: ако се направи анализа, ќе се најдат еден куп вакви дечки кои појма немаат за што служи институцијата во која се поставени да директоруваат. Не е битно што, они ја земале и таа институција да ја раководат. Дано знаете што е проблемот, кога ќе настане некаков сериозен куршлус поради недоволно добро завршена работа. Видете, институциите не се тука само за некој да биде нивни директор, некој да краде од нив или некој да ги води. Институциите се овде затоа што од нив има потреба. Например, вакова, не знам сега со што се не се бави оваа институција, кажав, нели, дел од незините активности. Но доколку се случи некаков пропуст, овде може да има и фатални последици понекогаш. Верувајте. Тоа е проблемот кај нас. Што без, наместо да се, затоа во оваа институција треба да ја раководи доктор на науки, човек од област, електроинженер, машински инженер, градски инженер. Може би да, уствари, не, ова се стварно, ова се стручни функции. Значи, ја дори мислам дека ви ништо. Значи, пази, ова не е Министерство за финансии, па еве може и правник да ставиме затоа што е политичка позиција. Се сеќаваш на онаа идеја, сме зборували и ти тука често, јавниве предпријатија и дел од агенције дека треба
може би секоја партија, еве да речеме, треба да номинира некој борд, кај што секој од нив ќе тежи колку што тежи претендичката група и тој борд на крајот да бира директор. Јас сум убеден дека ако така се постават работите, прво во тој борд партиите нема да номинираат идиоти, со исклучок на Дуи, еве гледаме. Туку напротив ќе номинираат луѓе кои што доктори на науки. Тие доктори на науки ќе изберат, ако треба и менаџер, не мора да е доктор на науки. Не, овде човек од тематиката што ја разбира работава, ме разбираш. Институција има на пример. Во МЕПСО може да поставите менаџер, знаеш, во ЕЛЕМ можеш да поставиш, во АЕК можеш да поставиш менаџер. Има многу институции каде што можеш да поставиш менаџер. Но да поставиш менаџер во ваква стручна институција, значи не може друг освен хидрометролог да го води хидрометролошки завод каде што Салами мислеше дека е директор. Ниту бирото за метрологија, кое е за мерење, нели, господине Салами, нема врска со времето, и таму треба да биде експерт. Во, не знам, завод за мерење на радиација, завод за радиација, како се викаше таа институција. Таму треба да биде, не може ти да ставиш менаџер, затоа што протоколот, начинот на работа може да го знае сам. На економски факултет не се учат овие работи. Еве, каде што се образуваат менаџери. Така, не се учат овие работи. Значи, едно е вие да гледате финансиско работење, биланси и така натаму, за тоа пеким. Но ова нема врска со менаџмент, ова е институција која е стручна, знаеш. Пооблекол бел мантил ги го на векот. Абе, лудила човече, значи не знам што да кажам повеќе. Ова е, ги поминува сите грани, но ова... Веројатно кога го облекол мантил, директор си помисли, јас тука нешто метро. Ова не е страшно, љупче, мислам... Не, што е... Не, еве, пак ќе кажам, значи, најголемо извинување до моите пријатели од УКИМ, со кој што сум водел дебати дека треба да биде ова независна институција, а дека не треба да биде сместена при УКИМ, значи ова требало да биде сместено при УКИМ. Многу добар коментар од една наша слушателка Билјана, поздрав до неа, вели, и за тие фатилни последици на крај никој за ништо не одговара. Кога имате институции кои се вакви, го имате ласкарци без одговорност. Затоа што автобусот не бил проверен на технички преглед и некој прогледувал низ прсти. Така и вица. Да. Свете следа. Го имате случајот со болницата во Тетово. Ова се случува кога на такви важни позиции ставате вакви дилајли, наместо да ставите луѓе кои се експерти во областа и кои следат протокол. Тоа е целата работа. И сега, што мислите, зошто нема кривична одговорност се уште за ласкарци автобуската несреќа? Затоа што ќе треба да изгори некој од Дуи, почитувани слушатели. Ќе треба газдата на таа контроверзна фирма на која до ден денес си пукаат гуми, ќе треба исто така да оди во затвор. И токму затоа, поради нивната политичка поврзаност, сега не се презема ништо. Точно. Но да сме здрави и живи, може би ќе дочекаме еден ден да имаме вистински систем во оваа земја. Не вака еродиран, каде што директор на Завод за метрологија ќе знае што е метрологија, нема доскоро да научи. А овој може би па само е малку поглуп од другите кои кријат, нели, дека не се разбираат во тоа што го менаџираат. Ме разбираш? Еве го барам, не можам да го најдам биографија на човек. Не постои. Добре. Значи не постои. Но сега, сега пак да се префрлиме, сега види, сега одиме понатаму. Сега ама да не е од Алијанса ово е. Малку ми е непријатно кај тебе во емисија. Кај нас во емисија. Да. Ама кај тебе вака, затоа што ни тебе ти се обраќам да воспоставиме вака, нели? Не може да воспоставиме диалог, секој савајле сме тук. Се сеќаваш кога го браневме Стево Пендаровски од Радев. Сега пробиено и тоа дно, еве. Сега ќе се доведеме во една ексклузивна ситуација, еве, нотире, еве, 8:20. Да. Значи сега за прв пат на фреквенцијата 107,4. Да. Слушаме дека Димитар Ковачевски е председател на владата на Република Македонија. Председател на владата на Република Македонија е
институција во државниот систем која што без разлика кој е на незино чело заслужува заштита и дршка затоа што понижување на таа институција е понижување на целиот македонски народ. Кој ја понижува? Не знам како се вика по име и по презиме, некој дечко од Алијанса за албанците, на албанците. Што работи? Пишува дека е шеф на кабинет на Таравари. Добро. Да. И сега, чекај само, Што сега напишал? не до сега ми отиде изјавата, секунда. Значи, ова што се случува е фрапантно. Значи, фрапантно е по сите можни стандарди на фрапантност. И над тоа, мислам, ја не знам како да не знам како ова да го оценам, не знам како воопшто да го коментирам. Чекај само да го најдам. Уште еднаш вели вака. Ковачевски да не и дели лекции на Бугарија, која е на правилната страна на историјата. Чекај се, вика. Македонија не е во позиција да и држи лекции на Бугарија за демократија и прозападна насоченост, бидејќи Бугарија се наредила на правилната страна на историјата. Наместо да ја напаѓа Македонија, сега треба да ги исполнува условите за отварање на преговорите со кои ги прифатила. Арбен Фетај, директор на нешто што се вика Институт за јавна политика Арбен Джафери од Скопје, во колумна со наслов изјавата на Ковачевски создава тензии, Македонија не може да му држи никому лекции за прозападна ориентираност. Се вака. Тој бил шеф на кабинет на Таравари и висок функционер во партискиот оддел за европски интеграција. Кај прозападната ориентираност. И чекај се, значи пази се, ова види. Ова е, значи, понижување на премиерска функција е понижување на Македонија. Апсолутно, значи, овој дечко е дел од владината коалиција. Види на што спаднавме. Види, вака се, Ивица. Значи, право вака се. Не има во Македонија, јас сум дел од тие, ова е баш во периодот ти која не беше во држава. Добро. Но, тука има една детектираност во однос на алијансата на албанците и нивна поврзаност со Бугарија, која трае подолго време. Уште 2015, 16, 17, 18 година, представници на Алијанса за албанците заеднички соработуваа со ВМРО БНД и правеа заеднички настани дури во Албанија. Ако не се лажам. Да. Джамбаски се среќаваше, тогаш нели председател беше овој, како се викаше, докторов Села. Зиедин Села, да. Има одлична соработка. ВМРО БНД од Бугарија, нели клерофашистичката организација на Красимир Каракачанов со Алијанса за албанците. И тоа беше една така прилично плодна соработка, и Таравари тогаш имаше соработка со нив и така натаму, и се тоа траеше. Се сеќаваш нели на оние изјави на Села дека ние македонците сме дивословенско племе, имаше изјави дека произлегуваме од Бугарија и така натаму, но она што е многу важно во однос на оваа плодна соработка на ВМРО БНД и Алијанса за албанците, која ја постоеше и беше јавна, е тоа дека таа престана во моментот кога Таравари нели влезе во коалиција со ВМРО ДПМН. Таа коалиција која што возможи меѓу другото да биде избран за градоначалник на Гостивар. На Гостивар. И тогаш престана тоа. Добро. Престанаа да се врзуваат со Бугарија, но сега откако нели го растурија партнерството со ВМРО ДПМН за да влезат во владата на ДУИ, многу интересно е тоа што гледаме дека повторно се враќаат овие тенденции. Така што ова не е наивно и ова е дел од една стратегија која бугарите ја имаат во однос на Македонија. Стратегијата е да најдат свој партнер во албанскиот политички блок, партнер со кој заедно ќе негираат македонската нели самобитност. Така што македонската нација треба да биде притисната во еден своевиден сендвич. Ова е бугарска стратегија. Добро, и бугарска доктрина. Види. Но дали представува овој дечко коалиционен партнер на Ковачевски? Тоа е што прави Ковачевски? Сега тоа е прашањето. Што прави Ковачевски? На крајот на грижа, ја го повикувам, јавно го повикувам. Премиера бе на Македонија, бе.
Не ова види патос, кој крпа го бришат од патос. Што прави за човек? човек кој слуша српски аутотюн за дрога и за тепање. Абе не е битно тоа, Значи, остави се не тоа. можам да имам високо мислење за Ковачевски во Остај никој тие случај. глупости, знаеш. Ковачевски избира да биде ваков мазохист. Ковачевски избира да биде обкружен со вакви ликови и луѓе, дај да се веќе еднаш да се соочиме и да се погледнеме во очи и да си признаеме. Димитар Ковачевски не е премиер на оваа држава. Премиер на оваа држава е Артан Груби. Значи, Димитар Ковачевски само ја изнајмува својата фаца, својот лик и глуми премиер и се шета со елек, како ајде да не кажам шо, низ градовите промовирајќи нешто што не е. Значи, он е шарада. Не постои човекот. Он е никој ништо, обичен глумец. Нема никаква Ама без екзекутивна разлика. моќ. Додека е на таму кај што е. Значи, мора да види. Дали предпоставам дека чека се. Он таму седи знаејќи дека ќе ги трпи овие понижувања. Него му е работа. Мене ме Него понижува. Заевко му ја даде задачата да биде премиер, него му е работа да биде вака понижуван и да биде бришен патос со него. Човекот е он едноставно е мазохист, веројатно цел живот бил мазохист, тоа треба психолози да викнеме овде да ни објаснат што поточно станува збор, тоа е сериозна слика и он ужива да бришат патос со него и сега најде прилика да заработува додека со него бришат патос. И тоа е тоа. Нема тука посериозна филозофија во однос на Ковачевски. Ме разбираш, секој он ужива во ова. Знаеш, он ужива да го мрази цела држава, ужива никој да не го почитува, ужива никој ништо да не му каже. Во апелот дека да му, ако треба, еве, ја и ти ќе му го ќе купиме, ќе му подариме еден устав да прочита, устав на Република Македонија, така да види на која функција е моментов и да види. Јас сум убеден, било кој се знаеш делува глупово да го кажем. Ја дури мислам, знаеш се си прегризав јазик овако. Пред Владо Бучковски бре никој ова не смел да каже вакво нешто. Коалиционен партнер. Смеел ли вака нешто да каже? Види, Бучко беше достоинствен човек, сега нема да го споредуваш со оваа наказа. Значи, целата работа е тоа. Вакви изјави само пред Ковачевски, пред Заев. Абе, он уживува. Значи, и пред Заев вакви работа се прави. Премиер, мене вакво нешто да ми се деси, јас следниот ден ќе ги разрешам сите министри од Алијанса, да, ти кажеш. Абсолютно. Следниот ден, и ќе речам, и ќе барам јавно таравари, ај сега да излезеш на телевизија да ми се извиниш. Ма нормално. Ајде, излези. Ама не само и доколку не го направи тоа. Ама не му се извинува, не му личност, бе. Да, на институцијата се извинува. Но затоа што не го прави ова, затоа е одбран Ковачевски. Знаеш, дури кај оној Заев имаше внатре некаква ке ми држи лекции за тоа што е Европа. Некакво не е тоа его, некаква сама почит имаше. Знаеш, тој па беше у сасвим друга димензија, тој беше забеган во димензија дека од Господ е пратен да смени работи, дека он се уште мисли дека направил нешто кој знае што големо, што го сменил името, не придвижил така натаму. Да, абе имал некој требаше тоа. Не, види, остави го на страна сега, бивши политичар. Како? Но сега нели во енергетика влезен, Заев беше со некоја мантра малце така исто така проблематично од психолошки аспект. Месијанска. Да, они некакво месијанство имаше. И знаеш, со такви он не трпеше толку понижувања вакви. Знаеш, он ки излезеше дури. Еве се согласам за види. Овој ти е крпа, знаеш, овој ужива да го газат, ужива да биде никој ништо, само ради една работа. Прво, задоволството да ја исполни желбата на својот татко и конечно да стане политичар, еве сега е премиер, он ужива у тоа, у тој нели подценет психоанализи однос, да. И второ за да прави пари. Него не го интересира да владее. Осте се, не си психоаналитичар, него значи се враќаме на главно. Се разбирам колку толку. Добро да, ама зборам од премиер Клюсев до премиер Груевски, сите измеѓу, никој не може од коалициони партнери да помисли ваква работа. Камо ли да ја каже? Одиме со блок на реклами по кој ќе се вратиме со клучното прашање за ово утро. Се враќаме назад, почитувани слушатели, во студиото на радио Лидер. Ивица, морам да ти кажам дека разговарав со еден
високо позициониран член на владата, кој случајно ја мис Шнајдер, и се сретнавме и ми заговараше идеја дека требало постизборно СДСМ и ВМРО ДПМН заедно да направат влада, затоа што дури сега станале премногу јаки. Не само тоа, тука е исто така еден член на владата со кој што нема мислење. Зборувал со еден мој пријател, кај што Муабетов, а тој Муабет го слушаме низ Скопје, знаеш, мораме да им кажеме на гледачите и слушателите, иако постојат во Македонија многу емисии кои што радио емисии, телевизиски емисии, YouTube емисии и така натаму. Сега ова ти е рубриката рекла казала на Радио Лидер. Да, кој што да. Значи, и постојат многу такви емисии кои што врз основа на чаршиски муабети прават цели, како се вика, истражувачки стории. Да. Ние тука функционираме по принципот на она западна, ајде да не речем, аристотелијанска логика, каде што ако нешто не делува логично, не треба да заврши пред... Се изгледа нелогично. Да. И не треба да заврши пред гледачите и пред слушателите. Сега шо е Муабетов? Муабетов сега се шири од СДСМ се шири Муабетов, дека се е договорено, завршено, ова што ќе гласа народ нема везе, дека после следните избори ќе имало влада, кај што 6 министри и премиерот ќе ги дава ВМРО ДПМН, 6 министри, меѓу кои што внатрешни финансии ќе ги дава СДСМ, а само 5 ќе биле оставени на албански партнер кој што секако нема да биде дуи, и тоа ќе траело минимум 2, 3, 4 изборни циклуси за да се минимизирала улогата што сега ја добила дуи заради грешкиве на СДСМ и потоа нештата ќе си влезеле во нормална, како се вика тоа, насока, а истовремено тој што ќе одавал премиерот немало да го дава председател нешто како Грција. И сега, како да кажем, значи политиката не би била политика без конфликт. Политиката не би била политика ако и не би биле страстите волку високи, ако на крајот нема победник и поразени. Да, и тогаш и сега мрморецот и ја виткаше чоколадата ама што е сега, во фолија, знаеш. Кој беше моментот кога решивме ја и тие вие мовете да не ги пренесуваме во дека во студија? Значи, одиме ајде последна логика. Значи, која би била потребата на ВМРО ДПМН да се само детонира себе си? Значи, во услови кога имаат конзистентна политика која што е против ова што го прави власта и внатрешно и надворешно, и тоа се прелева во јасен рейтинг кој што меѓу другото заврши со една за нив фантастична победа на локалните избори. Сега, разликата е дополнително зголемена, посебно после овие протестиве кои што беа летово, и одеднашка тие буквално ќе плукнат на своето гласачко тело, на луѓето кои што ги убедуваат дека го бараат нивниот глас за да водат по некоја политика, со тоа што ќе направат коалиција со кого? Со СДСМ. Неверојатно. Каде е логиката? Значи, пази се, целокупниот твој политички настап го темелиш на тоа дека си различен, за тоа после изборите со нив да направиш коалиција. Зошто? Нема никаква логика. Не, пардон, нема тотално никаква логика. Прво, вакви влади се прават, ајде да видиме. Влади на национален спас се прават после војни, големи природни катастрофи и така натаму. За да се направи широка влада, во која што ќе членуваат ВМРО ДПМН и СДСМ, прво треба да имаат нешто што нив ги обединува. Или може друго да се случи, или може се толку да се фрагментира сценава, па тоа да биде некако, да, во овој момент нема такво нешто. Во овој момент, например, зашто би можеле да направат СДСМ и ВМРО ДПМН влада заедничка, би можеле да направат доколку нели двете партии се противат на ова што се случува со Бугарија, што не гледаме дека е така, нели СДСМ одбира да игра на бугарска страна наместо да ја игра македонската страна и да речат, видете сега, ние во нашиот процес на евроинтеграција сме загрозени од Бугарија поради дивните шовинистички ставови, дај да се обединиме, нели?
Да. За да не може Бугарија да ни го прави ова што ни го прави. Еве, тоа е една основа за обединување, но не е можно затоа што СДСМ игра сосем спротивна улога, они играат за Бугарија. Второ, ова дека против ДУИ ќе се обединат е исто така смешно, затоа што само до пред рекламите ние говоревме дека СДСМ одбира да биде малцински партнер на ДУИ И на Алијанс. и на Алијанса на Сега албанците. види, после оваа изјава на Така овој што дечково. СДСМ многу повеќе ужива во тоа да биде во коалиција со овие, отколку да биде во коалиција со некој кој навистина ќе ги застапува националните интереси. Така што тоа дека СДСМ види се, од друга страна ова е евидентно зашто го говорат и кај Шнајдери и кај И по кафејани. и по кафеани го говорат тоа од една единствена причина, затоа што се свесни Дека следи пораз. дека следи пораз. Меѓутоа, и уште една работа. Значи, свесни се дека многумина и од се нивните само редови... залажуваат. Не. Никола Груевски Не. И од нивните редови многумина сериозно има симпатии за Максим Димитриевски. Ова е една анти-Максим Димитриевски политика исто така во делот на оние кои што се зашо ке СДСМ, не само ке СДСМ, ке сите има еден огромен опортунистички дел во политиката. Опортунистиве сега идат и во двете насоки, и кон Ковачевски и кон Максим Димитриевски. Па Така. не, мене ја имам по 20 позиви дневно од опортунистите. Од СДСМ збориме за Да, тие опортунисти, затоа што имаме широко. Да. Значи опортунизмот е веќе знае каде треба да оди. Ако сакате да видите дека самите А разнишувања зборуваш за луѓе кои што не ти се явиле 5-6 години подеднаш, кај си бе брат, бе, не Да, сте се да, виделе, исто и за оние од нели опортунизмот го гледам да ме и кај малите партии кои членуваат и се дел од оваа влада и полека на еден или на друг начин. Еве, Павле Трајанов пресече, сега другиве се обидуваат да пресечат исто така. Да ја пресечат таа линија со СДСМ. Така што верувајте, нив им е јасно и сега бараат некаков модус и овој муабет е премногу глуп и од друга причина, премногу е глуп овој муабет ивица затоа што тие не знаат, односно тие не знаат дека во Македонија има една друга работа. Ево, они се секираат за нивниот, нели, рейтинг паднал, па сега ВМРО ќе победи. А што правиме, нели, во таа ситуација со рейтингот на ВМРО? ВМРО утре, ако влезе во било каква коалиција на СДСМ, прво Христијан Мицкоски ќе има сериозен проблем во зградата со која ја раководи. Знаеш што ќе му се случи него од сите тие напади кои претежно доаѓаат од СДСМ преку своји уценети инсталирани делови внатре во ВМРО ДПМН. Оние мериот коалиции, вакви, онакви, медиумски коалиции, така натаму, доколку он цело време ги издржа сите тие удари, а издржа многу удари човекот, од една единствена причина, затоа што на тврдокорно членство секогаш беше позади него. Во моментот кога вакво нешто Христијан Мицкоски ќе направи, а нема да направи, знам дека има човекот некоја елементарна логика, Да. он од негоите нема да може да влезе таму, не знам како да ти објаснам. Така што ова знаеш, ова го пренесуваме затоа што стана премногу бучно. И тоа е од И да го СДСМ издишиме, перцепираат знаеш. дека сите се како нив, пошто во СДСМ се може да проиде. Ме разбираш, СДСМ утре да им рече некој од амбасада, ова што тајте кажувам. го Далај Лама да биде председател на Македонија, СДСМ ќе прифати и ќе го донесе човеков од Тибет. Ме разбираш, Далај Лама нема такви амбиции. Да. Значи, но се шегувам, било што и да им кажат, они ќе прифатат, значи нема они прифатиле за завод за метрологија да стават човек што не знае да дише. Околу тоа мора да ти кажам сега, добивам интересни пораки од наши слушатели и гледачи и ми праќаат еден твит кој што вели, значи ја не сум знал дека Викендов бил главен мајтап во држава. Твитот вели вика, според директорот на Бирото за метрологија, вика, метросексуалец е научник кој кога мери изгледа секси. Поздрав до Никола Димитров. Абе сега не зафркаме се. Темата е друга. Темата е како се вика типов Абдул Селам Селами. Значи Абдул Селам тие
Па добро сега, тоа со сексуалец ваков онаков, јас сум скарана килосексуалец. Не знам што. Има една друга, вика сега да најдеме некој што ги меша Ирак и Иран, па да го ставиме за министар за надворешни работи. Апсолутно. Па да е добро, тоа е више таму знаме непогодија. Да се подсетиме, не, живееме во една огромна пародија која себе си се нарекува држава. А тој што мисли вика дека кинологијата е наука што ги проучува кината, да го ставиме за директор на филмскиот фонд. Добре, овај. Оф, леле. Не, види. Ај се, значи, да се вратиме ја и ти на темава што ја фативме, значи влажните сништа што се знаеш во моментов дека СДСМ ќе остане на власт. Не ти кажев, имаме во текот на викендот целата оваа приказна добива и нов заплет. Што бе? 2 заплети. Све е договорено до последно министерско место, оваа коалиција, нели? Па и не само тоа, туку одиме понатаму, погоди, ова последно сигурно ќе ти текнеше. Американците дале амин за ваква работа, амбасадата во тек готова е. Може па и кога бил у Вашингтон му кажеле. Да. Ентони Блинкен прво што фатил е сигурно во моветава бе што стана со она што запнавте за Министерство за локална самоуправа, кај кого иде? И на крај тоа бил муавет. И на крај пред искачање од врата Блинкен му рекол на Ковачки: "Еј, нема Љупче Николовски без работа да си го остел." Да. Не знам како да ти кажам. Непсо кој ќе го земе финансискиот директор и може тоа у Вашингтон. Јас сум тука, да. Добро. Мене американците ме предложија за таа работа. Вика Златев да го земете, вика. Ама што знам ја. Се мислам дали да прифатам. Липчо, имаме една цела батерија, ама таа ќе оставиме за утре. Имаме Грција избори. Грција нова демократија, убедлив победник на парламентарните избори. Ама ова бара малци посериозна анализа. Во Грција се освоени над 40% од гласовите или двојно повеќе од Сириза. Тоа значи дека Грција сака стабилна влада. Со тоа што знаеш дека сега беа по еден друг изборен модел, нели они имаат оние 50 бонус мандати. Добро. Овој пат ги немаат. Меѓутоа и без тие бонус мандати, они од 300 имаат 147. Значи 4 за мнозинство им фалат апсолутно. Меѓутоа они дожу Грција види сепак на Балканот си е Балкан. Го сменија моделов, меѓутоа предвиделе, знаеш дека ако некој го смени моделот, не важи за следење, туку за тие потоа избори. И ништо чудно вака за летани да имаат во јуни нови избори, каде што ќе имаат овие бонусов за да имаат една стабилна влада. Ке знаеме за 10 дена дали тоа ќе биде сценариото, најверојатно ќе идат на тоа. Со овој. Ма не, види, може да земат и некој од помалите политички партии. Види. Како кажам, веќе демоде е тоа. Како беше назад? Делење на власта е демоде. Делењето на власт е работа што е окей, меѓутоа тие европски методи на Заев, нели, на Хан со купување пратеници, не бива тоа на Балканот, бев дека домаќини луѓе живеат. Не, видете, Грција покажа една многу значајна работа, според мене. Грција покажа дека помеѓу стабилноста, колку таа понекогаш и да изгледа монотоно, истрошено, како што изгледа, нели, неа демократија, колку и да е неатрактивна таа политика и така натаму, секогаш помеѓу тоа и непознатото, односно екзибиционизмот, каков што се уште е Сириза, секогаш луѓето во одредена фаза, кога ја бираат стабилноста. Сириза, за жал, се покажа како политичка партија која не ги реши проблемите на Грција. Добре, значи они експериментира, експериментот не успеа, тоа е тоа. И тоа е тоа, сега седете таму и веројатно треба и ние тоа да го направиме, само што нашиот експеримент остави трајни изгореници. Не, ама има разлика, они си го бара експериментот. Нас ни го наметна. Кој многу тешко ќе биде да ги залечиме нивните рани. Знаеш, Грција не изгуби ништо. Ниту во Преспанскиот договор. Не изгуби, многу изгуби, се мора ти кажам, нема така.
Значи, не знам дали знаеш дека во моментов дури и ако гледаме по моќ како економија. Да, економски изгубија многу Не, скоро економски национално. они паднаа дури можеби под Романија. Како Бугарија е единствено нешто подобра, послаба од нив во А Европската замислете унија. за разлика од Така и тоа не види, ама тоа не изгубија, пази се, тука мораме да бидеме искрени. Не изгубија заради Сириза тука. тука изгубија ради Меѓу другото ради Нова демократија. И ПАСОК и сите тие работи што ги правеа, знаеш. но сакам да кажам дека методите за решање на економските предизвици пред се на Сириза не вродија со плод, се покажаа како еден огромен екзибиционизам и оние нели политики што сакаше да ги спроведе Варуфакис и оние панели И Варуфакис не влегол, гледаш, не успеал 3% да освои. Така што види она што го зборувавме. Значи, сега замислете- Види, ова 3% е убава работа. Ова сега пази, 3% може тие би е за нас 3% решение, сега. знаеш. Види колку е интересно тоа. Варуфакис е некаква си светска звезда, знаеш, по тие токови, нели, некакви трибини по свет со големи дебати интелектуални за оваа зона. Јанис Варуфакис важи на светско ниво така за една фраерчина, нели? Ке се согласиме. Сега Ама ова не го прави помал фраер. Види се, едно е кого ја сметам за фраер и кој ми е интересен да Апсолутно. го слушам, а друго е кого решам да гласам, знаеш. се покажа дека луѓето ни на тоа не се палат. Односно многу мал процент се палат со ова што е. Така што, знаете, ова со Грција пред се ја правам паралелата, алудирајќи нели на нашава левица, која сериозно не го копира овој модел, туку сериозно, да, може да се каже дека го копира овој модел, наметнувајќи некакви екзибиционистички политики, сакајќи да наметне, но на крајот од денот од прилика вака излегуваат тие работи. Липчо ја мислам дека би биле среќни левица 20% од гласови да земат, ме сваташ. Ама не, знаеш, они би земале во ситуација која СДСМ би пропаднал тие гласови. Види сега, да бидеме 20%. Ама да бидеме, ама не, многу е слично со Македонија. Да бидеме сега искрени до крај. ПАСОК пропадна, тие гласови мораше негде да се одвојат. И СДСМ ако пропадне, ме разбираш, тие гласови негде мора да се одлеат. Сега, тука е борбата во Македонија. Нашиот ПАСОК е на умирање, легнате, му диагностицираат трет стадиум рак. Сега, што е проблемот? Сега треба тука да се направи една... сега трае битката врз тоа каде ќе се канализираат гласовите на СДСМ. Левица сака дел од колачот, но премногу во одредени нишки зазема националистички погледи, каде што на делот СДСМ, па тоа не му одговара. Максим Димитриевски тука се бори. Па многу му Па тоа одговара. сакам да кажам. Знаеш, тоа што ти го викаш национализам, тој јасномски национализам, на огромен дел од Борбата СДСМ е сега за одговара. колачот на болниот од Бихачка. Каде ќе стигне? Каде ќе заврши тој Јас колач? не сум сигурен, ја мислам дека има и некои нови феномени тука, меѓутоа еве да видиш, знаеш, што ти е изборен праг во Грција. И зошто да речеме вие 3% се можеби, ја мислам дека Ивица, јас ја почитувам твојата желба да теоретизираш. не бе да теоретизирам, него гледам дека се приближуваат, еве, гледам Но дека морам ова да- со 3% почна да го зборуваат сите освен Дуи. Но морам Пази да само, ти не, слушни кажам го, дека во слушни го. Македонија нема да има промена на изборниот Слушни го. За 0,08% од гласовите една партија него малце по-десничарска, по-националистичка од неа демократија, нема да влезе во собранието. Уште 2% има да се избројат гласови, има тешко дека ќе влезе. Интересна работа изборниот прак, знаеш. Кажува кој е сериозен, а кој е несериозен. Ја пак ќе ти кажам, не верувам дека во Македонија ќе има промена на изборниот модел. Ја мислам ке има, знаеш. Ја мислам ке има, а види, ова меѓу другото е и порака од бирачите за Сириза, за тоа што ја не мислам дека тие се без шанса во иднина. Меѓутоа, веројатно пораката е, луѓе ве видовме, тоа што го видовме не ни се допадна, еве, тука сте уште, број 2 сте, ви даваме шанса, менјајте се. Види се, прво мора да се Сириза, променат, знаеш. јас сум имал комуникација како млад левичар уште пред тоа, ти зборам 13 години, уште кога беа Синас Пизмос.
Се сеќаваш, нели? Да бе, како не. Тоа е клетката од која настана подоцна Сириза. Предходно Да. беа друго нешто, ама ајде. Пред тоа беа кака е. Како е внатрешна. Да, Што да. има нели ова традиционално шо Да. и тие бе 7%. Ја мислам дека нив биологијата ќе ги реши 7%. А уште е папарига таму? Не е папарига, е возрастна, е некој господин има таму. Да. Жената е во години веќе, кај папарига, знаеш. Добро. И таму забега со години Види колку сега, беше папарига. кака е партија на македонците била во историјата, се надевам дека пак ќе се ја земеме овакво, но Не, кака беше партија на македонците, повеќе се овие внатрешна Сириза. Таа традиција. па како да, зборуваме. например, тој што беше на синаспизмус лидерот, доаѓаше во Скопје и нас не нарекуваше македонци. Здрави и живи, во грчкава политика може да се сменат многу работи подобро во однос на нас, но треба да помине време и треба Но да не со овој изборен резултат. сега. но не со овој Да бидеме изборен искрени, знаеш. резултат. Виножито не учествуваше на изборите. Но се извинувам, сега ќе се вратам назад во однос на тоа. Сириза треба да го смени лидерот. Затоа што Да, харизматското водење на Ципрас очигледно веќе не е вродува со плод и многумина во Грција сватија дека Треба нешто посериозно таму, така. Ципрас е преварант. Децит. Знаеш као... Абе, Али знаеш. види, и морам да кажам дека пред да почне да соработува со Заев на Ципрас, одлично му одеше. Сваќам што сакаш да кажеш. Значи, но кога почнаа по конгреси да ги викаат Заев и Филипче, Интервју Грција- имал таму нека. па тоа сакам да ти кажам. Значи, тоа е, ќе очекуваме во Се пофали Грција. дека му ви рекле таму во интервјуто дека го викале грците бил добар за бизнис. И сега кога го читаш ова како македонец, ти оди многу лоши победи ти доаѓаат. Затоа што со други зборови што сака да каже овакво дека е добар за корупција. Така е, Ивица тука Во некој секој случај, значи одиме, кажуваме, ќе анализираме ова. Имаме Имаме- други работи за анализа, меѓу другото имаме и падот на Бахмут го виде ваму во Добро, сега вака, Украина. јас сега до тие сите експерти у Македонија за војната до Украина, кои до ама пред е- 6 месеци не знаеа дека Бахмут постои на мапата. Ама е момент, значи, види, еве глобално се коментира на секаде, гледам и во Financial Times го има. и Тоа е други тоа месеци, војна, знаеш. као војна. Овакво сигнал е некој. Ќе видиме како понатаму ова ќе се одвива. Исто така ќе видиме, ајде. Ќе видиме како се Да, бе, и сега еве баш тука нели размислувам малце да сменам иконографија во студиото. И уште една работа на анкетиве, не знам дали виде во Америка, Трамп се враќа и тоа дебело. Па добро, ова го засилува што го напаѓаат. Ивица се мислам сега тука малце да направиме редизајн на студио, може да ставиме една слика од командант Маркос во позадина. Малце да оживееме некои стари Добри времиња. некои стари добри духови, стари сега, добри времиња. знаеш ли како ја заврши политичката кариера Маркос? Како? Ко пратеник на Пасок Да. во грчкото собрание во Да, 80-тите. да, да. Така што Ја знаеш. ги имам гледано Он неговите. кога се врати од прогонство, не отиде со Сириза, синаспизмос, нели, што беше најлогично, затоа што нели го избрка од партијата, па го враќа, па сите тие работи. Отиде со Пасок и со Папандреу. Ја ги имам гледано неговите последни интервјуа во доцни 80-ти, рани 90-ти за македонски медиуми, за македонска радио телевизија и го слушав тоа што го зборува за нас, за него ние сме македонци. Па нормално да се. сега- да се- да. И ние македонците затоа треба да си го почитуваме нели командантот Маркос На демократската во армија на Фиадис. Грција и наслабија на Да. македонскиот национален ослободителен фронт. Да, Маркос во Фиадис треба да биде еден наш, нели, во Македонија може треба да му дадеме и улица, и средно училиште и така натаму, со тоа еве и да кажеме еден пријателски однос кон Грција. Кон Грција, да. Значи наместо еве имаме ние ликови кои не Врзуваат, не врзуваат. Во Грција може Мирка Гинова да речеме да укрстат оној аеродромот наместо да не.
да не провоцираат нас да се вика Македонија, може да го крстат Мирка Ама Гинова. не, во митологијата на грчката левица Мирка Гинова е крупен лик. Мислам, знаеш тоа, дека во нивната зашто види таа земја има болни последици од таа граѓанска војна и левата страна има своји херои, од кои што Мирка Гинова е на многу високо место. Затоа ти викам, имаме... А во Македонија, нели, по Мирка Гинова се наречени многу познати македонски новинари и општественици и така натаму, тоа исто. Затоа ти викам, Да. ние можеме, наместо да се глупираат со автопат од пријателство, ова, можеме едно училиште, еден булевар, па и Можеме. споменик, зошто да не, да го направиме на командантот Маркос. Зошто кој- беше командант и на македонците сега да се разбере. Апсолутно. Точно. И не само тоа, туку и полна автономија беше ветена за македонците во демократска Грција. За жал, монархофашистичка Грција победи тогаш. Доколку победеше командантот Маркос, веројатно сега многу поразлично ќе беше. Ке изгледаше Балканот. Ке изгледаше Балканот. Ивица, тука ја завршуваме емисијата ова утро. Почитувани слушатели, ова утро ве учевме историја, ве учевме логика, пробувавме да ве научи и психологија, ја пробав, парапсихологија да ве учам. Кога го анализирав премиерот Ковачевски, мислам дека бевме добри, мислам дека го задрживме вашето внимание. Доколку имате било каква забелешка, пишете ни на нашата Facebook група, ние ќе ја имплементираме. Доколку имате желби и честитки кои не се поврзани со музика, затоа што музиката овде е мој его трип, ќе ви ги исполниме. Значи, ако не е за музика, за било што друго, останете со 107,4, уживајте во денот. Ја гледам дека сонце излегло, тоа е добро. Ново сонце на слободата, нели, како што вели нашата кимна, која се поретко ја интонираат.